Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата ЕСИ Спорт. Зад нас е активна и интересна спортска есен, кај што покрај на светската спортска сцена имаше интересни настани и на домашен терен. Воедно, во организација Националната спортска федерација и Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија се одржа Голбол лигата за 2024 година, како и екипниот државно првенство на шах. Голбол лигата на Северна Македонија во организација на Националната спортска федерација на слепи и на СРМ секоја година се одржува во различен град и е една од најинтересните настани кое што лицата со визуелна пречност можат да го прикажат на спортски терени во Македонија. Ова првенство, односно оваа лига годинава беше навистина неизвестна и имаше доста интересни надпревари. Сепак добивме нов шампион во голбол за 2024 Македонија во името на спортски клуб Визија од Квадраци. Од 5 екипи, прва заврши Визија со 8 поени, Александра Тодоровски исто така имаше 8 поени, го делеа бројот на поени, но сепак беа второ место. Спортски клуб Дерманџиев имаше 4 поени, спортски клуб Луи Брај имаше 2 поени и спортски клуб Аурора заврши на следното место со исто така 2 освоени поени. Над пребројањето помине во спортска атмосфера, имаше секако како и секој настан кој што е од ваков тип, освен спортските активности и дружба и социјален елемент, и така да бевме сведоци на едно убаво организирано првенство, односно успешна организација на Голбол лигата на Северна Македонија за 2024 година, кај што спортски клуб Визија е новиот шампион. Исто така заврши државното екипно првенство во шах за лица со визуелна попреченост на Република Северна Македонија, кое што се одржа во хотел Ваго во Штип. Бевме сведоци на голема неизвестност и на вистина спортска атмосфера и на крајот победи најдобриот, односно шаховскиот клуб Дамин Гамбит од Скопје. Настапуваа интересни имиња како Жарко Селковски, Стефан Мелник, Зоран Костадиновски, Филип Парсов и други првенци во шахот со лицата со визуелна попреченост во Македонија. Конечен пласман на првенството е шаховски клуб Дамин Гамбит од Скопје прв, шаховски клуб Тетово заврши втор, клуб за спорт и шах Александр Тодоровски Прилеп заврши на третата позиција, четврти беше шаховски клуб од Штип, шаховски клуб Дамин Гамбит 2 од Скопје беше пети и шаховски клуб Гевгелија беше на шестото место. Од ракометот, Норвешка ја победи Германија и се обезбеди место во полуфиналето на Европското првенство. Ракометарките на Норвешка се зацврстија на врвото групата 2 на ЕПО 2024 и ја победија екипата на Германија со 5 поени разлика, 32 спрема 27. Тие имаат 4 победи од исто толку надпревари во втората фаза и веќе се сигурни патници во полуфиналето на шампионатот. Тие осигураа победата уште во првото полувреме, кој го добија со 6 поени разлика, со 19 спрема 13, но Германија, иако се обиде да ги достигне оваа предност, сепак на крајот поразот беше само ублажен и заврши со 5 поени. Најефикасна кај норвежанките беше Рајштад, а Лот и Хауф има по 4 гола. Од кошарката, МСТ Скопје остана без звездата Баковиќ, кој што спогодбено го раскина договорот со него. МСТ Скопје му посака среќа во понатамошната кариера. Тој дојде пред една година и пол од Цибона и беше еден од најзаслужните за двојната круна која што доби МСТ Скопје, најдобриот кошаркарски клуб во Македонија. Сезонава сепак МЗТ се соочува со потешкоти и тренерот Васко Атанасов има проблеми да помине групната фаза во АБА2 лигата, а во домашното првенство претходниот викенд го доживеа и третиот пораз. Од фудбалот, фудбалерите по интересен избор го добија најдобриот тим за 2024 година. Ова беше организирано гласање на кое што бираа фудбалерите. Во овој тим, односно во федерацијата која што е Федерација на професионални фудбалери, да објави избор во кој учествува на 20.000 фудбалери и го објави составот за идеалниот тим на 2024 година. Реал Мадрид има најмногу членови во овој тим, односно 6 играчи, Манчестер Сити има 4 представници, Ливерпул е. Добитникот на златната топка Родри беше меѓу нив, како што и еден играч кој што веќе не е меѓу активните играчи, а тоа е Тони Крос.
Тимот звучи вака. Голман е Едерсон од Манчестер Сити, одбраната се Дани Карвахал, Антонио Рудигер, Вирджил ван Дик, средниот ред се Кевин Де Брине, Родри, Тони Крос, Джуд Белингем, а во нападот се Килиан Мбапе, Ерли Халанд и Винисиус Јуниор. Црвена звезда го донесе најдобриот дефанзивец од француското првенство, односно кошаркарскиот тим на Црвена звезда го потврди Џон Браун како ново засилување. И тој доаѓа од француски Монако. Овој викенд ги помина лекарските прегледи и во текот на неделава тие го потврдија како ново име во своите редови, ќе го носи дресот со број 1. Овој играч, како што спомнавме, е најдобар дефанзивец во француското првенство и успеа со Монако да го освои 2 пати првенството, како и купот на Франција. Почитувани слушатели, благодарам што бевте со нас денеска со оваа емисија на ЕСИ Спорт. Ќе имаме активно спортско зимо, каде што ќе има шахски турнири, но и останати спортски активности од сите категории. Благодарам на вниманието и останете со програмата.